Нова тема која ја најавуваме вака. Современата технологија ги трансформира задачите и работните места на пазарот на трудот, па многу земји имаат недостиг од работници и вештини што се неопходни на пазарот на трудот. Овој предизвик познавачите велат дека е тесно поврзан со потребата за градење на инклузивен пазар за да се надмине хроничниот недостаток на работна сила. Како да се активира долгорочно невработеното население, но и како да се задоволат барањата на бизнисите. Ова утро дискутираме со Климентина Илиевски, извршна директорка на Асоциацијата за истражување, комуникација и развој Паблик. Добро утро, Климентина. Заедно со неа Магдалина Чодиновска-Кузмановски, ментор за работна интеграција. Добре ни дојдовте. Разговорот ќе го започнеме со неколку статистики од Агенцијата за вработување, всушност последните податоци, кои што велат дека во моментов има 8754 работни места, од друга страна 116.000 регистрирани невработени, 30.000 приматели на социјална помош, 29.000 лица не бараат работа бидејќи сметаат дека нема слободни места. Во меѓувреме, недостигот од работна сила одлучуваме да го надоместиме со странска работна сила, но што е со домашниве кои бараат работа? Одлично прашање кое што потикнува на размислување и многу ми е драго што во изминатиот период и властите ставија акцент на ова прашање, заради тоа што навистина почна да се повторува она сценарио кое што се случуваше во западноевропските земји, односно според Светскиот економски форум, се случува огромен недостаток на работна сила на ниско квалификувани позиции, кои што се воглавном и послабо платени позиции. И тоа веќе го имаме и како случај, ситуација и во нашава земја, и не само во нашава земја, туку и во земјите во регионот. Статистикава кажува многу, значи гледаме дека имаме околу 9000 отворени работни места, меѓутоа имаме и многу обесхрабрени граѓани кои што не бараат работа, значи тие влегуваат во тие 29.000 кои што не бараат зашто веруваат дека нема да најдат работно место, а од друга страна навистина е голем бројот на примателите на социјална помош, кои што во моментов е околу 116.000. Ако ја видиме со статистиката, гледаме дека ние имаме работна сила, меѓутоа, за жал, во изминатиот период, во таа работна сила не гледавме потенцијал, односно ја остававме некако да стои на маргините, не се обидувавме да ја активираме на соодветен начин и веќе кога ќе се влезе во еден круг на трансгенерацијска сиромаштија, каде што луѓето се обидуваат да се снаоѓаат секој на свој начин и воглавном функционирајќи на тој неформален пазар на труд, малце потешко можеш да ги активираш овие граѓани и да можат да останат на пазарот на труд согласно она што се очекувањата на компаниите. Поради тоа се развиваат методологии како што е оваа на Паблик, менторство за работна интеграција, или ние како што накратко знаеме да го викаме социјално менторство, кое што им овозможува на тешко вработливите лица да излезат од таа долгорочна состојба на невработеност и со поддршка да влезат и она што нас ни е најважно, да останат на пазарот на труд. И доколку ги прашаме младите генерации, што сакате да работите и како сакате да го правите истото, тие веројатно ќе одговорат не под услови на кои вие сте нафатили и кои вие ги работите. И сега тука се доведува во прашање кој е во право. Дали ние, дали тие, па ајде ќе ги превоспитуваме или ќе наметнуваме нови услови на живот. Вие велите не треба да ги превоспитуваме, треба едноставно да се прилагодиме едни на други. И тоа е целта на целиот овој процес. Инклузивна работна средина, инклузивни работни места е над насловот, и кога мислиме на инклузивни работни места, не мислиме на работни места кои што ќе бидат соодветни за одредена категорија или група на граѓани, туку генерално за сите нас. Така е. Инклузивноста, за жал, многу тесно ја сваќаме во нашата земја и воглавно кога ќе го слушнеме тој термин не асоцира на лица со попречености, вработување роми, меѓутоа инклузивноста станува многу важен термин генерално на пазарот на труд, заради тоа што подразбира како некој во одредена организација се гради таа работна култура, колку сите вработени се чувствуваат дека се дел од таа култура, колку се прифатени, колку се вреднувани, колку се мотивирани,
колку се поради тоа, значи мотивираноста секогаш е врзана со продуктивноста. Кога си продуктивен, нели си поефикасен и тоа секако се одразува на крај на тоа што го добива компанијата, односно на профитот, нели кон тоа стремат компаниите. Се уште тоа им е онака во центарот на вниманието, иако можеме да ги видиме трендовите во светот дека паралелно со тоа колку што е важно колкав е профитот, важна е и welfare, благосостојбата на вработените, заради тоа што кога фокусот ќе се стави на благосостојбата, секако пак резултатот на крај ќе биде поголема ефикасност и поголем бенефит за компанијата. Само на некој начин правецот го менуваме. Во однос на прашањето за младите, тоа се две различни групи. Значи, претходно зборувавме за групи кои што се подолго надвор од пазарот на труд и се обидуваме да најдеме начин како да ги активираме и да започнете на нова етапа, која што е поразлична од она што е на некој начин матрица во која што функционирале нивните родители, нивните баби и дедовци и поколенија наназад. Значи, овдека има еден поинаков период кој што е значајно да биде многу темелен за да можеме да имаме, значи не е доволно само да имаме еден стейкхолдер кој што ќе ја врши таа активност, туку ова е сплет од актери кои што треба да бидат вклучени за да ги имаме бенефитите на долг рок. Оваа друга група млади која што ја спомнуваме, значи гледаме дека навистина се менува пазарот на труд, меѓутоа имаме генерации кои што поинаку се гледаат себе си, поинаку се доживуваат, подобро се вреднуваат и тоа им доаѓа како шок на самите компании. Дали треба да ги менуваме, како што и вие, Кристина, кажавте, не треба да наоѓаме начини да се разбереме. И тоа подразбира инклузивноста. Како да ја разбереш подобро другата страна? Значи, ако ние работиме со младите, ги учиме како подобро да го разберат работодавачот. А обратно, со компаниите работиме на тоа како да ја разберат младата генерација. И тоа е еден спој, која веќе градиме една култура на слушање, на активно слушање и давање соодветен фидбек. Веќе почнуваме да градиме генеративно и се случуваат резултати кои што во моментов на компаниите им се потребни, ги посакуваат. Магдалина, тоа вие го работите во пракса. Ајде да им појасниме на гледачите што е всушност задачата на еден ментор за работна интеграција. Па би рекла дека примарната задача е да биде мост помеѓу менторираното лице и помеѓу бизнисот. Имаме еден навистина фер пристап и без разлика што сме ние доделени правилно да работиме со менторираното лице, во исто време го менторираме на некој начин и бизнисот. Доделени сме како стручни работници да работиме со менторираното лице, меѓутоа со него имаме еден холистички, навистина многу темелен пристап, користејќи ги алатките и техниките кои што се дел од нашата програма Социјален ментор за работна интеграција и во исто време еден искрен пристап кон бизнисите за тоа што можат да очекуваат и со какви се предизвици тоа лице може да се најде на работното место. Генерално работевме со ранлива категорија на граѓани. Сега кога зборувам ранливост, тука не зборувам само за онаа генерална ранливост, но меѓутоа повеќе за онаа ранливост која што се однесува на работна интеграција. Затоа што знаеме дека дури една жена која била на трудничко боледување, кога ќе се врати, толку е динамичен пазарот на трудот и толку се динамични работните места и задачи, што толку се смениле додека она 9 месеци не била на работа, што навистина и нејзе и треба поддршка. Значи, не зборуваме, како што каже и Тина, секогаш кога ќе кажеме за ранливост, обично тоа се подразбира дека зборуваме за лица со попреченост. Да, и тие влегуваат во оваа категорија, меѓутоа многу е поширока. Тие не бараат своји привилегии затоа што така сакаат да наметнат услови, туку затоа што навистина имаат реални потреби кои ние од една страна ќе му ги донесеме искрено на бизнисот за да знаат што можат да очекуваат, а во исто време ќе ги поттикнеме вештините и компетенциите што јас верувам дека секој од нас ги поседува преку нашите алатки за да можат навистина многу често дел од нив никогаш никој не ги прашал што сакаат да бидат, што сакаат да работат. Замислете, работевме и еден подолг период со жени жртви на семено наследство кои што цело време биле обесхрабрувани дека може да излезат на отворен пазар на труд. Тука со нив извинувам што прекинувам. Каква беше комуникацијата? Пред какви предизвици се исправени? Во кои сегменти им треба најмногу
поддршка? Зависи од ранливоста. На примери, веќе кажам конкретни примери, пошто почна веќе да зборувам за жени жртви, тука им треба храбрење да излезат на отворен пазар на труд, некогаш дел од нив и да излезат да отидат до автобуска станица. Значи, зависност од ранливоста, таква поддршка ја даваме. Лицата со попреченост пак, на пример, им треба поинаква поддршка. Тука ги вклучуваме и родителите. Некогаш не можат сами за многу работи да ни кажат. Потоа имаме, знаете, кога сте жена, жртва на семено насилство, во истиот момент кога ќе го ставите насилникот, вие сте и самохрана мајка. Тогаш можете да работите само во една смена и само во период кога детето е во градинка, односно кога е згрижено или кога е во училиште. Тука мора многу јасно и многу искрено да му се донесе тоа на бизнисот. Кога зборуваме за млади лица, на пример, тука многу често младите лица информирани се, знаат што сакаат, меѓутоа немаат професионална ориентација доволно, значи мислат дека не можат нешто од тоа што го сакаат, го слушнале, меѓутоа не се сигурни дека го можат. Тука им треба поинаква поддршка. Значи, од зависност од ранливоста, многу индивидуално пристапуваме, дури правиме ние во склоп на програмата индивидуални планови, заедно со менторираните лица и согласно тоа и се движиме. Има ли успех во пракса? Успевате ли да најдете заеднички јазик помеѓу невработените или работниците и помеѓу бизнисот, потребите на бизнисот? Па ќе бидам искрена, ќе кажам дека не е лесно воопшто. Во однос на бизнисите, моето искуство е дека се уште има многу традиционални бизниси или пак такво име размислувањето, односно они од работникот очекуваат нешто поинакво од тоа што сакаат тие да го дадат. Многу често и не се свесни дека тие веќе поседуваат ранливи лица кај нив вработени. Не знаат ни дека имаат квалитети и да ги поддржат тие лица, го прават тоа, меѓутоа не се свесни. Им треба наша поддршка за да ги освестат тие работи. Резултати секако дека има, не само кај мене, ние сме неколку ментори што го работиме ова. Ако не е проблем, би кажала и примери, затоа што може би попластично подобро ќе објасниме што све е работа на еден социјален ментор и како све една жена жртва на семено насилство ја поддржавме. Беше тоа што беше на чекор да се врати кај насилникот, затоа што веќе финансиски беше исцрпена. И баш така и ми кажа дека ако случајно не успееме да најдеме работа за 2 недели, нема избор, затоа што веќе се гладни децата. Веднаш најдовме вработување и тоа, кога зборуваме за бизнисите, не се само тие доволни, треба и институциите да се отворат. И тие се доста посакувани работни места кај овие лица. Кај незе беше навистина клучно да биде само во една смена и да не работи за викенд, затоа што нема поддржувачка средина. Најдовме работување во државна институција. Жената имаше 2 деца, од кои едното е со аутистичен спектар. Ако не најдовме образовен асистент, немаше да може да го продолжи вработувањето. Па така најдовме и образовен асистент, иако е надвор од она што треба еден социјален ментор да го работи. Меѓутоа беше тесно поврзано со останувањето и со задржувањето на работа. Детето во образовниот процес сега го поддржува образовен асистент, жената работи со скратено работно време. Во меѓувреме целосно и плативме обука за маникир. Она што го работи секако дека стана член на комора на занаетчи, за све тоа да биде формално. За викенд и после работно време работеше тоа, се запише на факултет. Значи, тоа е еден, навистина, една толку убава приказна, што кога сега ќе се сетам од каде тргнавме и каде дојдовме, најважно од се не се врати назад кај насилникот. Климентина, Магдалена ми даде одличен вовед за следното. Прашање кога станува збор за поврзаноста со институциите и соработката со нив. Секој проект има одредена цел и добро е да ги имаме што повеќе, бидејќи само така општествено и ќе напредуваме. Но, доколку имаме институционалната поддршка и доколку тие се вклучат во целата оваа приказна, долгорочно веројатно ќе функционира подобро. Апсолутно е точно ова и како што кажавме и на самиот почеток, не може една организација да ги води сите процеси. Овде на вистина менторот има клучна улога. Тој, како да е тој лицето кое што го води процесот и ги активира сите клучни актери кои што се важни за да направиме поместување кај лицата кои што ги вклучуваме на пазарот на труд. Од ова што го кажа Магдалена може да се види дека на вистина промените што се случуваат кај лицето се клучни промени, важни промени кои што на долг рок носат значајни резултати. Значи не е само сме го вработиле лицето, туку се гледа
целиот систем се гледа на кој начин лицето може не само да се вработи, туку и да напредува. Што се му е потребно како поддршка. И тука е важно како ги вклучуваме институциите. Да не бил образовниот асистент, кој што бил доделен на некој начин со поддршка која што самиот социјален ментор ја дал за да може да се завршат побрзо процесите, пошто некогаш на вистина многу долго може да се чека во однос на ова. А како што напомена Магдалена, жената кажала, ако за 2 недели ја не успеам да најдам вработување, ја ќе морам да се вратам кај насилникот. Така да овдека на вистина е важно брзо да се движат процесите. И улогата на менторот е тоа, да потурне, да задвижи, да ги активира сите важни стейкхолдери, за да може да се случи тоа што нас ни е необходно. Тоа што го знаме и Министерството за труд и социјала пројави интерес за целата оваа програма, бидејќи вели е во служба и на граѓаните и на бизнисите. Така е. Она што Министерството го препознава е дека на вистина имаме во периодов сериозен проблем со недостаток на работна сила. Кога се случува ваков проблем, на вистина треба да се најде начин како ќе се даде одговор. Меѓутоа, тој одговор треба да носи и резултати. Она што во изминатиот период го покажа социјалното менторство е дека на вистина носи резултати кои што овозможуваат лицата не само да се вработат, туку и да се задржат на пазарот на труд. И тоа поттикна да се стави фокус на една група која што е на некој начин многу маргинализирана, тоа се тие приматели на социјална помош, на гарантиран минимален приход. Особено акцентот ќе се стави на помладата популација од овие семејства. И еве и тука колку е важна соработката меѓу стейкхолдерите, значи колку што е важна улогата на социјалниот ментор, толку ќе е важна улогата и на менаџерот на случај кој што работи во центрите за социјална работа. Тие го водат целиот случај, позната им е ситуацијата на целото семејство, препознаваат кој е највработливото лице од тоа семејство, меѓутоа овој пат сакаме акцентот повеќе да го ставиме на младите, за да можеме да започнуваме една поинаква фаза од функционирањето на тоа семејство, затоа што веруваме дека најголемите промени може да дојдат од младата популација, иако ја имаме свесноста дека паралелно како што се движи развојот на таа индивидуа, младата индивидуа, кейс менаџерот ќе мора да работи со семејството за да може ова лице да ја добива поддршката и од семејството, која што е клучно. Вообичаено кога правиме некои промени, сакаме и да се споредиме што регионално, што европски и светски, за да земеме најдобри искуства и да го спроведеме тоа во пракса. Како стоиме регионално на оваа тема? Може Македонија да се носи со земјите од регионот, да речеме, рамо до рамо во инклузивните работни места? Интересно е што методологијата што овде се создаде и што дојде како резултат на потребата од теренот, значи ова е методологија која што ние ја создадовме согледувајќи што му треба на нашиот човек кој што на некој начин е на маргините. И ова што го создадовме во нашата земја веќе е препознато во неколку земји во регионот и од септември, значи оваа година, започнува обуката на првата група социјални ментори во Албанија. Веднаш после тоа во ноември и декември започнува обуката на ментори во Косово, Србија и Босна и Херцеговина. Тоа значи дека ова што кај нас донесе резултати, иако можеме да кажеме дека можеби ова е тестирање на социјалното менторство, меѓутоа тестирањето ни покажа дека еден ваков холистички пристап носи резултати и тоа беше поттик и за останатите земји да го развиваат социјалното менторство по урнек на тоа како е развивано во нашата земја. Имаме ли доволно социјални ментори, Магдалена? Кој се може да биде социјален ментор? Па и сега во тек е обука на социјални ментори. Па мислам дека немаме доволно, треба да создадеме уште, затоа што навистина се покажа дека има потреба овие лица да бидат вака водени. Мислам дека во иднина, како ќе работиме на ова прашање, ќе создадеме доволно за да можеме да одговориме на потребите на граѓаните. Социјален ментор може да биде стручно лице, обично сите сме психолози, социјални работници, дефектолози, меѓутоа имаме и правници кои одлично се снаоѓаат затоа што па знаат на другата страна на приказната.
во принцип сите оние што се мотивирани и што сакаат да работат на еден ваков начин, што сакаат да ги менуваат овие како досега биле традиционално поставени работи, може да бидат социјални ментори. Би рекла дека ова е нешто што недостасуваше во социјалната работа и социјалната политика. Ние сме навикнати некако повеќе да ги заштитуваме овие луѓе, а не да ги активираме и да ги поттикнеме на нешто друго. Имам уште многу прашања, но ова денешно гостување ќе го заокружиме со последното, секако ќе имаме продолженија на темата. Суштината на целата оваа приказна е да создадеме среќни вработени, оние кои што ќе дадат максимум од себе, оние кои што ќе чувствуваат дека припаѓаат на колективот од една страна, од друга страна ефикасни бизниси со потенцијал за профит. Колку сме реално далеку од оваа приказна? Би рекла дека сме и далеку и близко. Близко поради тоа што ни тропнал проблем на врата и мора да го решаваме. И ако до предизвестно време бизнисите знаат да кажат кога станува збор за вработување на вакви лица, ајде како да помогнеме, сега сме во ситуација ние нив да им помагаме. Значи вин-вин е ситуацијата. Добиваат вработен кој што е на вистина добро воден, одлично насочен и со препознати афинитети и капацитети, и работното место кое што е препознато за него, за тоа лице, се гледа дека е нешто во кое што ова лице лесно влегува заради тоа што му претходел процес во кој што сме утврдиле дека да, тоа е вистинското работно место за нив. Далеку сме од аспект на мајндсет. Значи, треба активно да се работи со бизнисите за да можат да ја разберат суштината на инклузивноста и да не биде тоа го правам заради тоа што морам, туку заради тоа што гледаме дека тоа на долг рок носи резултати. И ова што го започнуваме како паралелен процес, значи социјалното менторство е дел од една програма која што е насочена на развој на инклузивност во бизнисите, зашто инклузивноста во суштина е новата вредност која што бизнисите треба да ја внесат во своето работење, и тоа подразбира освен сет на програми, процедури и политики кои што треба да се развиваат во самата компанија и не да ги развиеме ние како консултанти, туку да се развијат заедно со тимот во организациите, туку подразбира и обука која што ќе им овозможи на еден поинаков начин да ја градат организацијската култура, која што ќе биде инклузивна, да се создаваат услови за инклузивни работни места, а се тргнува од инклузивното лидерство. И веќе кога зборуваме за лидерство, лидерството станува people centered, значи ориентирано кон луѓето, значи во модерните бизниси, во новите бизниси. Фокусирано е кон тоа како секој поединец се вклопува и се развива, како напредува на работното место, колку добро се чувствува тоа што преска го разговаравме. И ваквото лидерство носи резултати, поинакви резултати, посакувани резултати во кои што и работникот се чувствува добро и на бизнисот му оди добро. Живееме сериозна економска криза во која што голем дел од граѓаните бараат работни места, од друга страна бизнисот кубури со работници, па добро е гласно да зборуваме за темите кои посакуваме да носат промени. Благодарам многу за гостувањето во Македонија. Ви благодариме за поканата.